Нова епизода на Шорткат, а во неа. Храната во студентскиот дом Пелагонија била безбедна, но не и хигиената во кујната. Климатските промени ги оставија без снег скијачките центри во земјава. Во Скопје минатиот месец се изнадишавме поопасен воздух во однос на декември 2021. Здраво на сите, јас сум Гоше, а вие следите новата епизода на Шорткат, нашите вести за млади. Останете со нас, почнуваме веднаш. Емисијата ја започнуваме со информацијата за резултатите од испитувањата на мострите кои ги земаа надлежните од храната во студентскиот дом Пелагонија, откако имаше сомнежи дека студенти се затруле со храна приготвена во кујната. Државниот санитарен и здравствен инспекторат соопшти дека сите земени примероци од храна ги задоволуваат прописите за микробиолошка безбедност на храната. Сепак, од 8 земени бриса од работните површини во кујната во студентскиот дом Пелагонија, кај 3 бриса испитаните параметри не се во согласност со микробиолошките критериуми за хигиената на површини и предмети кои доаѓаат во контакт со храната. Времената забрана престанува да важи и објектот продолжува со работа, соопштија од инспекторатот. И од Агенцијата за храна и ветеринарство информираат дека од испитувањата на храната во ниедна од нив не е изолирана патогена бактерија која би можела да биде причина за појавата на симптоми на труење. На 28 декември студенти станари во домот добија симптоми на труење со храна, пошто инспектори проверуваа дали од храната што ја јаделе во студентската менса. Тие извршија увид во кујната и ја затворија со службена лента. Беше забрането користење на објектот се додека не се изврши генерално чистење и дезинфекција. Убиствата на уличните кучиња во Струга и големиот број на каснувања ја прелеа капката на трпението на граѓаните кои со години очекуваат од надлежните институции да го решат проблемот со се поголемиот број на улични кучиња низ државата. Активисти од повеќе здруженија за заштита на правата на животните, но и други граѓани и поединци кои помагаат за спас на уличните кучиња, минатиот петок пред владата се собраа на протест. Тие заедно со своите вдомени миленици, а придружени и од уличните кучиња, кажаат дека се таму за да го изразат незадоволството од институциите, од кои со години на назад добиваат ветувања дека проблемот со кучињата по улиците ќе биде решен, но секојдневно десетици немили настани не потсетуваат дека овој проблем не е никаков приоритет за државата. Активистите ги потсетија и граѓаните дека треба да разберат, од издруженијата и самостојните активисти секојдневно вон своите работни часови се борат да се намали бројката на бездомни животни на територијата на земјава. Главна тема неделава ни е негативното влијание на климатските промени врз скијачките центри во земјава. Офроуд мотори, планински велосипеди и сончање беа главните активности на посетителите на македонските скијачки центри изминативе денови. Да зборувавме за август или септември, ова можеби ќе беше нормално, но не и кога говориме за декември и јануари. Недостигот на снег и исклучително топлото време ја оневозможуваат работата на скијачките центри, а повеќе детали за оваа тема погледнете во прилогот што следува. Многу топол ноември и екстремно топол декември е главната констатација на Управата за хидрометеоролошки работи во месечните извештаи за временската состојба во Македонија за последните 2 месеци од 2022 година. Изминативе години, дел од македонските градови се соочуваат со мал број на денови со врнежи од снег, но ретко кој очекуваше дека до првата половина на јануари годинава ќе нема услови да профункционираат скијачките центри. Зголеменото влијание на климатските промени, периодов го зема својот данок кај скијачките центри, кои немаат снежна покривка и поради тоа имаат минимален број туристи. Ски лифтовите не работат, најголем дел од резервациите на скијачите во хотелите и одморалиштата се откажани, а на падините уживаат единствено малобројните моторџии, велосипедисти и љубители на чистиот воздух и планинарењето. Огнен Циговски, менаџер на ски ресортот Бистра од Маврово, вели дека сезонава за скијачкиот центар Маврово е катастрофална. Очигледно дека ова е година која што никој од нас не очекуваше, тоа значи дека немаме снежни врнежи, во исто време немаме доволно температура за да уклучиме системот за правење снег. Што значи дека претпоставувам ова ќе биде катастрофална сезона за најголемиот центар во Македонија, тоа е Маврово. Со слична состојба се соочуваат и другите зимско-рекреативни центри во земјава.
бидејќи снег нема воопшто или го нема доволно за скијање на Попова шапка, Копанки, Крушево и Пониква. Планинскиот туристички водич од Попова шапка, Мето Чилиманов, вели дека сезонава е најлоша со врнежи од снег во декември и јануари од кога памети. Тој додава дека за 100% е намален бројот на странски посетители на Попова шапка, а до првата половина на јануари немало ниту тури за фрираид скијање. Инаку Попова шапка е скијачки центар на највисока надморска височина во земјава. Овој зимско-рекреативен центар нема системи за вештачки снег. Тоа е инвестиција што треба допрва да следи од идниот стратешки партнер, италијанската компанија Техноалпин. Метеоролозите пак посочуваат дека последниот месец од 2022 година бил просечно врнежлив, но поради екстремно топлото време, средномесечната измерена температура била доста висока. Например, во Маврово, за декември, таа изнесувала дури 3,8 целзиусови степени. Впрочем, на македонските скијачки центри до 9 јануари немаше денови со оформена снежна покривка, која беше формирана само на врвовите од невисоките планини. Наспроти ова, податоците од УХМР за просечниот број на денови со снежна покривка за периодот 1971-2000 година говорат дека Попова шапка во просек била со 153 денови со снежна покривка во текот на годината, додека во Маврово имало во просек 111 денови со снежна покривка во една година. Огнен Циговски од ски ресортот Бистра подсетува дека сезонава без снег и со многу топло време доаѓа по COVID-19 пандемијата и енергетската криза која многу ги погоди македонските скијачки центри. Тој порачува дека државата треба да излезе со сет на мерки за да им помогне да опстанат во бизнисот. Циговски додава дека во Маврово пополнетоста на хотелите со гости периодов паднала на 10 до 20%, иако ски центарот заедно со хотелиерите се обидуваат да ги привлечат туристите со чистиот воздух, планинарењето и возењето велосипеди. Во погон е пуштено све, значи водичите за планинарски тури, точаците се почнуваат да се рентаат, но знаете како не може да се спореди тоа со скијачка сезона, значи може да планинарат 50-100 луѓе, може да возат точаци 50-100 луѓе, додека скијањето не може да се замени со ништо, бидејќи луѓето сакаат да дојдат во Маврово заради скијање, не заради возење точаци или заради планинарење. Емисијата ја продолжуваме со следната тема која што е актуелна периодов, а тоа е аерозагадувањето. Наместо да има подобрување на квалитетот на воздухот во Скопје, со текот на времето бележиме поопасен воздух што го дишеме. Главниот град во текот на минатиот месец дишеше поопасен воздух во споредба со декември 2021 година, со поголем број на денови кога се надминати дозволените среднодневни концентрации на PM10 и PM2,5 честички во воздухот, покажуваат резултатите од мерењата на државниот автоматски мониторинг систем за квалитетот на амбиенталниот воздух на Министерството за животна средина и просторно планирање. Аерозагадувањето во декември, како и досега, било традиционално најзагрижувачко на мерната станица во Лисиче. Податоците од мерењата на концентрациите на PM10 честичките дале загрижувачки резултати за дури 25 дена во текот на декември 2022 година, кога била надмината дозволената среднодневна концентрација на овие честички од 50 микрограми на метар кубен. Колку за споредба, во декември 2021 имало 17 денови, односно 8 дена помалку во месецот кога имало надминување на дозволената 24 часовна вредност на PM10 честички во воздухот на мерната станица во Лисиче. Дипломираните студенти семејнолози од Филозофскиот факултет во Скопје и понатаму не може да се вработат во државните установи за социјална заштита затоа што во тоа ги спречува законот. Факултетот произведува кадар кој е оспорен од државата, а студентите губат време и финансии за да изучуваат нешто кое на крај нема каде во земјава да го применат. Ова е сликата која ја исцртува случајот на семејнолозите. Проблемот потекнува од Законот за социјална заштита, каде семејнолозите се наведени како стручни соработници, но тие се исклучени од членот 197, каде што се уредува статусот за профилите што можат да бидат вработени во јавните институции според другите закони. Со други зборови, семејнолозите не можат да се јават на конкурси за вршење на стручни работи, како што тоа можат да го сторат нивните колеги психолози, педагози, дефектолози и логопеди.
Дипломираните студенти и Институтот за семејни студии во повеќе наврати се обраќале до Министерството за труд и социјална политика, а на последната средба министерката Јованка Тренчевска им рекла дека ќе се направи се што е потребно за нивниот проблем да се реши. Но 10 месеци по средбата нема никаква иницијатива, ниту пак најава за надминување на проблемот, а Министерството не даде одговор ниту на нашите прашања за тоа што ќе биде направено во насока на надминување на препреките. Професорите од Институтот за семејни студии велат дека секојдневно се соочуваат со незадоволство на студентите и нивните родители. Дипломираните семејнолози пак раскажуваат како надежите што им биле дадени на првиот академски час дека нивната професија нуди многу можности за работа и напредок, а реалноста ги руши. И за крај ви прикажуваме трейлери и кратки описи за некои од најочекуваните игри што треба да излезат во 2023 година. Wolf Among Us 2. Првиот дел од оваа игра беше една од почетните од Telltale серијалот што се издвојуваше меѓу најдобрите. Во основа се работи за детективска приказна, каде ликовите од бајките се прикажани како сосема различни карактери во околности на мрачна фантастика и хорор. Главниот лик е волкот, кој што е детектив, додека другите ликови од приказните се прикажани во сосема различни светла. Horizon Call of the Mountain. Horizon игрите се доста популарни во последно време, но овој трейлер е за VR верзија на PlayStation. Успехот на првата и втората игра се должи на оригиналноста на играта, каде во постапокалиптична атмосфера земјата е обновена со природа и има нов тип на диносауруси кои се самосвесни роботи, но се програмирани како да имаат животински мозок. И акцијата и приказната се впечатливи и се игра со женски лик. Warhammer 40,000 Space Marine 2. Вториот дел од оваа игра е во најава и беше најавен на Game Awards минатата година. Погрешно е да се мисли дека маринците од оваа игра имаат потекло од маринците од StarCraft, затоа што всушност е обратно. Фановите на Warhammer, знаејќи ја целата позадина на најдобрата друштвена игра со минијатури што обстанале повеќе од 30 години и има многу реализации во форма на видеоигри, со нетрпение ја очекуваат најновата игра. Ова беше се што ви подготвивме за денеска во Shortcut. Следете не на Facebook, YouTube, Instagram и TikTok, а секако ако сакате да прочитате повеќе, следете не и на нашата веб страна meta.mk и повеќе информации можете да најдете во рубриката за млади ЦТРЛЗ. Следната епизода на Shortcut е следниот четврток во истото време. Чао, чао!